Понеделничко издание на регионалните вести. Две возила удреле во мечка ноќеска на автопатот Тетово Скопје. Мечката е усмртена, а во инцидентот полесно се повредени две лица. Појавувањето на мечката на автопатот Тетово Скопје кај Групчин и усмртувањето поради тоа што две возила удреле во животното се случило вчера половина час пред полноќ. Прво во мечката удрело товарно возило Ивеко, а потоа и Сеат Леон кој го управува 36 годишен скопјанец. По удирањето двете возила мечката е усмртена, а две лица од Сеатот се полесно повредени. Потоа следувале тешки моменти за полицајците кои се нашле на местото. За да се ослободи автопатот за сообраќај, тие се помачиле додека ја подигале мечката во камион со цел да се отстрани од коловозната лента. Ја однеле во кругот на сообраќајната полиција во Тетово, каде во текот на денот ја превзеле стручни служби од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. На автопатот Гостивар Тетово Скопје често пати се случува животни да стигнат до коловозната лента и да предизвикаат сообраќајки. Годинава бележиме 70 на такви случаи. Појавувањето на животни на автопатот, пошто се случуваат и сообраќајки, годинава резултираше и со една жртва. На 19 април, 38 годишна жена од Тетовска Мала Речица загина на потегот Гостивар Тетово, откако автомобилот со кој се превезувало нејзиното семејство удри во 3 коњи. Полицијата најчесто бележи бездомни кучиња кои стигнуваат до автопатната лента, а возилата удираат и во други видови животни. Во сообраќајна незгода кај село Порој повреден 20 годишен моторциклист. Повреден моторциклист во сообраќајка на патот Тетово Јажинце кај село Порој. Незгодата се случила вчера вечер помеѓу патничко моторно возило Пасат со тетовски регистерски ознаки, управувано од 45 годишен жител на Порој, и моторцикл Крос Кавасаки, што го управувал 20 годишникот Джепчиште. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил возачот на мотоциклот, кој бил пренесен во ургентниот центар Скопје, каде му била укажана лекарска помош и бил задржан за понатамошно лекување. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од СВР Тетово. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денес ги посети Шипковица и Брвеница. Една година по поплавите, Груевски во настраданиот регион согледа како стојат работите на терен, додека во Брвеница се информираше докаде е изградбата на патот Тетово-Брвеница-Чегране. Една година по поплавите во Шипковица, председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски повторно го посети настраданиот регион. Целта на посетата, како што рече, е да согледа на терен како стојат работите една година потоа, докаде е исплатата на оштетените, дали се обновени и санирани уништените патишта и куќи. Груевски разговараше со мештаните, тие му ги кажаа проблемите, добија дополнителни информации, а дел од нив приликата ја искористија да му доделат и плакета за благодарност. Една година по немилите настани поради различни причини, постојат лица од Шипковица кои не се обештетени. Ми кажаа дека имало 7 луѓе кои што не доставиле трансакцијска сметка, инсистирале во кеш да им се плати, но владата нема можност да им плати во кеш. Така што парите стојат за нив, треба да се отвори сметка во банка, за да може да им се плати. Ова е таткото, он не знае баш убаво да збори македонски. Сега ја му викам збори албански, ќе го проведам на господин премиерот. Так. Он е таткото што му погина девојката 14 години. Сега он вика општина или влада, он не ги знаеме ние кој работи. Он таму во списокот долу во општина, лично вас сака да ви каже, не постои нигде. Ни за штета, ни за тоа, ни за другото, ни за третото. Дојде од работа, работи негде и дојде директно вас да ви каже. Збори, нека разбира премиерот што е проблемот. Игор Димитров е државниот секретар во Министерство финансии. Игор, како стојат работите од ваша гледна точка од Министерство финансии? Доколку не е никаде евидентирани, сите иза починати лица, значи 5 фамилии се пријавија, сите 5 се исплатени практично. Ако постои случај кој не се пријавил тогаш, не бил достапен за комисиите кои биле на терен, да го евидентираме за цел да може да се... Сега да не речемо влада не плати или некој друг. Да знае премиерот што е проблемот. Шипковчани се интересираа и за санирањето на патиштата кои биле оштетени во поплавите, како и за пробивање на каналот со кој би се оневозможило повторно излевање на реката. Колку што сум информиран од страна на надлежните, владата има завршено врската, сега треба да се заврши преку останатиот дел преку општината. Како тогаш механизацијата послужи? Помогна ли доста? Дали ги заврши тие потребни работи, она механизација што се испраќаше од страна и на владата, и на градот Скопје, и на сите институции?
Тоа што го рече премиерот Никола Груевски, тоа го оствари со еден збор 90%. Некој не е задоволен, некој задоволен, горе-доле, сите ние имаме проблеми. Најбитно на ова село е ова каналот што го дели водата, што го прави поплавата овдека, владата рече дека ќе се интересира, ќе се прави зете мерки, дојде луѓе од влада. Та надоле ова овдека ударот што е од водата. Капата знам дека се правеше некаков проект. Треба да провериме докаде е тоа, дали е завршено и кога ќе се интервенира. Но знам дека тоа ми кажа пред некој ден дека не е уште завршено и треба да се заврши. Спомна господинот за делот патот што е направен. Како стојат работите тоа? И од кај до кај е тоа? Станува збор за патот од Шипковица према Бродец. Тоа е локален пат кој што беше испроектиран преку Светска банка, од страната на ЈПДП е направено некаде околу 3 километри. Јавно претпријатие за државни патиши, извинете. И во вредност од околу 24 милиони денари веќе се инвестирани, направени се 3 километри. Тоа е проект со кој што општината аплицираше во јавното претпријатие и тука нашата обврска како централна власт заврши, понатаму треба општината да инвестира. Меѓутоа кога доаѓавме нагоре гледавме дека има повеќе дупки, така да се зборував и со директорот на јавното претпријатие, има можност да се санираат тие дупки, барем затоа што се настанати сепак тука тешки возила поминува, че ги санираме овие дупки чисто како санација. Во поплавите кои минатата година ја зафатија Шипковица, настрадаа 6 лица, а беше предизвикана и поголема материјална штета. Во рамки на посетата на Тетовско, Груевски денес ја посети и Брвеница. Таму финализираат работите за изградба на патот Тетово-Брвеница-Чегране, долг 16 километри. Тоа е крупен проект, пат кој поврзува многу населени места, посочи Груевски. Од левата страна, значи нафтопатот е од Тетово, Брвеница, другите Радиовце, Теново, Чегране, Форено, Гостивар. Цела должина што ја правиме сега е околу 16 километри. Инвестиционата вредност е околу 1.800.000 евра. 1.816 километри. 16 километри, да. Значи патот е скоро секаде проширен, остана уште околу 3 километра, што остана околу 4 километра, меѓутоа секаде е рехабилитиран. Кај што можевме го проширивме, значи на ширина од 5,5 метра, тој претходно беше 4,5-4 метра, кај што можевме го проширивме. И остана уште делницава, овој мост овде остана, значи. Се работи 98% сме завршени, овој мост беше... Од 16 километра колку ви остана? Само мостот. Само мостот. Само мостот овој овде и тоа остана заради тоа што чекаме да се исуши бетонот, да ги трнеме, нели, шалонгот, да достигне марка бетон МБ40, за да може да го асфалтира. А мостот кога ќе се заврши? Мостот за 2 недели треба, 2 или 3 недели сега ќе. И со тоа целата делница е завршена. Сите 16 километри. Сите 16 километри, значи мостот го завршуваме, ставаме сигнализација, ќе го офарбаме патот и значи кои места ги поврзува тука? Па еве Брвеница, Брвеница, Теново, Радиовце, Форино, Чегране, Гостивар. Стенче, Волковија, сите тие места, значи долг е патот околу 25 км. Чајле. Низ разговорите со мештаните и пратеничката Светлана Карапетрова беше резимирано дека во општина Брвеница се реализираат 4 проекти: патот, клучката, фекалната канализација и воспитно-поправниот дом во Волковија. Едно е патот, регионалниот пат, целосно реновирање со поширување на некои делови. Клучката е второ. Трето е канализацијата која е во тек. И четврто, ВП-дом е веќе во финална фаза. Во село Волковија се гради ВП-дом, бидејќи беа во Велес, таму немаше добри услови, сметајќи дека треба да се врати назад во Тетово, бидејќи бившиот ВП-дом беше. Тоа е бившиот во Тетово што се беше. Да, во Тетово што беше, сега е граден во Волковија, во атарот на Волковија, со изворедно добри услови, по сите европски стандарди. Крај на годината веќе ќе биде пуштен тој во употреба и ќе се вратат децата кои што се сместени во Охрид и во другите места и вработените зашто се наоѓаат во другите. До каде е таа работа? Мислам дека до нова година целосно ќе биде завршено. Со директорката Лидија неколку пати разговаравме околу ова, го следиме тековно и оди добра динамика. 4 крупни проекти. Да. За Брвеница. Брвенчани посочија дека од големо значење за нив е изградбата на патот и проектот за фекална канализација, а потреба има и од поставување на така наречени легнати полицајци, со што би се спречиле сообраќајни незгоди поради големата фреквенција на возила. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денес го посети и Гостивар. Во рамки на денешната посета на Полошкиот регион, председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски го посети и Гостивар. Неговата агенда започна од основното училиште Мустафа Кемал Ататурк, каде што во кругот на училиштето беше поставен камен темелник на нова спортска сала.
Објектот ќе се гради како дел од владиниот проект за изградба на спортски сали во Република Македонија. Ети се вака, кажи ми, колку е инвестицијата за спортската сала? Колку време ќе се гради? Инвестицијата е 40 милиони динари, ова е од големите сали, типа 1300 метри квадратни, со трибини, со целосно опремена за сите спортови, фудбал, кошарка, ракомет. Значи целосно опремена, 40 милиони динари инвестиција, периодот за градба. Со публика? Да. Периодот за градба, од прилика толку се големите, периодот за градба е минимум 1 година, максимум 15 месеци да го Значи година и 2-3 месеци би требало да е од сега. Колку деца учат во училиште? Овде централното 1000 деца и 3 подрачни имаме тука на каде 300 ученици. Да. Тука има и турци, и албанци, и македонци. Повеќе се од 1 до 9 се македонци и турци, а од 1 до 5 се албанци. Јас се сеќавам пред некои 2 години бев тука и тогаш стана збор за салата. Тогаш се збореше повеќе биде, повеќе почне, дојде време за тоа. Груевски обиколката на Гостивар ја продолжи и на локација каде што се градат новите 70 социјални станови покрај кеот на Вардар над општата болница. Колку ќе чини? Ќе начини 213 милиони денари. 213, тоа е околу Сосидаде. Околу 3,5 милиони евра. Да. Сосидаде, 3,5 милиони евра. Да. 75 стана, значи 75 семејства ќе бидат згрижени тука. Така, значи негде крајот на 17-та ќе е готова и тогаш ќе се распредели. Да, значи треба да е март 2018, но пошто сме пред динамиката, сакаме да 2017 крајот 2017 да ги распоределиме се тој стан, да ги распределиме за да можат, затоа што сепак новите станари им е најопходен стан, поточно потребна е кров над главата. Посетата на Гостивар Никола Груевски ја заврши со средба со жителите на населбата Циглана, со кој разговараше за нивните барања и проблеми. Денеска високи температури низ Македонија. Невреме за утрешниот празник најавуваат метеоролозите. Новата работна недела започна со многу топло време и висок УВ индекс, а во попладневните часови се услови за дестабилизација. Оваа нестабилна и облачна воздушна маса доцна попладне и навечер ќе ги зафати северните, централните и североисточните предели, условувајќи локални врнежи од дожд и грмотевици, а ќе дува и до умерен слаб ветер од променлив правец. Денес во Македонија времето е сончево и многу топло. Во Тетово во 12 часот температурата изнесуваше веќе 31 степен. Денес ќе се задржи сончево време со мала до умерена облачност и доста топло време. Максималната температура во Македонија ќе се движи помеѓу 33 и 39 степени, а во Полошкиот регион ќе биде околу 36 степен. Веќе денес во попладневните часови под периферно влијание на нестабилна воздушна маса ќе имаме и локална појава на пороен дожд со грмежи. Не е исклучено и во Полошкиот дел од земјава да имаме во денес доцна попладне појава на краткотраен пороен дожд со грмежи. На големо разочарување пак за оние кои веќе го имаат испланирано утрешниот празничен ден, метеоролозите најавуваат пороен дожд, грмежи и засилен ветер и температури до 31 степен. Во текот на утрешниот ден, под влијание на оваа нестабилна воздушна маса, на повеќе места ќе имаме појава на пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а ќе имаме и локална појава на невреме со поинтензивни процеси и услови и за појава и на град. Температурите утре ќе бележат благо опаѓање и ќе се движат помеѓу 28 и 36 степени, а во Полошкиот регион околу 31 степен. Краткотраен локален дожд е можен и во среда, меѓутоа во поголемиот дел од земјата времето ќе биде стабилно, а уште постабилно време со повторно пораст на температурите ќе имаме од четврток. Стабилизација на времето според управата за хидрометеоролошки работи ќе има од четврток. По повод празникот Илинден, утре пред споменикот на револуцијата во Тетово ќе биде положено свежо цвеќе. Во село Луковица пак со црковно-народен собир ќе се одбележува 21 годишнината од возобновувањето на манастирот Свети Илија.
По повод одбележувањето на денот на Илинденското востание и денот на одржувањето на првото заседание на АСНОМ на 2 август вторник, Општинската организација на Сојузот на борци Тетово ќе организира положување на свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата во Тетово. Со почеток во 10 часот и 30 минути делегациите на политичките партии и граѓанските здруженија традиционално ќе оддадат почит пред паметникот на народните херои. На истиот ден, 2 август, вторник, православниот празник Свети Илија ќе се чествува и во тетовското село Луковица. Со црковно-народен собир и општо народна веселба ќе се прославува и 21 годишнината од возобновувањето на манастирот Свети Илија во Луковица. Од црковниот одбор при манастирот упатуваат покана до сите верници да присуствуваат на прославата на патрониот празник Илинден и на прославата на 21 годишнината од возобновувањето на манастирот. Светата божествена литургија ќе започне во 10 часот, а во 12 часот од кумовите ќе биде приредена трпеза на љубовта, пошто следува се народна веселба со панче бент од Велес. Инаку превозот е обезбеден во 7 часот наутро од пред маркетот Веро. Резервации на телефон 070 371 616. По повод одбележувањето на националниот празник Илинден во рамките на предвидените манифестации во Скопје, Крушево и во меморијалниот комплекс Пелинце Кумановско ќе биде применет посебен сообраќаен режим со цел непречено и безбедно одвивање на закажаните настани за чествување на празникот. Во вторник, 2 август, со почеток во 9 часот и 30 минути во централното градско подрачје во Скопје, ќе се воспостави посебен режим на сообраќај, односно за сообраќај ќе бидат затворени дел од улиците 11 октомври Димитрија Чуповски, и тоа на потегот од крстосницата со булевар Кочо Рацин до крстосницата со улица Васил Главинов, улица Филип II, од крстосницата пред хотелот Холидей Ин до градска болница и улица Даме Груев, на потегот од крстосницата со улица Македонија до Собрание на Република Македонија. Во Крушево, согласно мерките на СВР Битола, посебен сообраќаен режим е предвиден за 1 и 2 август. Денес во периодот од 18 до 24 часот ќе биде забранет сообраќајот за сите видови на возила по главната сообраќајница во градот, од влезот на Крушево, местноста викана Стара Бензиска, до крстосницата Тагас, а возилата можат да се движат заобиколено преку хотел Монтана Палас до спомен куќата на Тодор Проевски и местноста викана Гумење. На 2 август ќе биде забранет сообраќајот по главната сообраќајница во периодот од 9 до 11 часот, додека истиот ден во периодот од 10 до 13 часот ќе биде забранет сообраќајот од местноста викана Бензиска пумпа до местноста викана Мечкин камен. Забрана за одвивање на сообраќајот за трактори, земјоделски машини и запрежни возила ќе важи за 1 и 2 август 2016 во периодот од 00 до 24 часот на регионалниот пат Прилеп Крушево и Демир Хисар Крушево, а на 2 август ќе биде забранет сообраќајот за товарни моторни возила. Исто така денес и утре ќе биде забрането паркирање на патнички моторни возила и товарни моторни возила по главната сообраќајница во градот. Во Пелинце почетокот на празничната манифестација е закажан за во 11 часот утре. Се апелира до граѓаните кои ќе сакаат да присуствуваат на настанот во меморијалниот центар во Пелинце да пристигнат до 10 часот, бидејќи поради присуство на ВИП гости ќе биде применет посебен режим во сообраќајот со запирање на сите возила на магистралниот пат во правецот Крива Паланка кон Куманово и пропуштање на службените возила со првенство на минување. МВР апелира до сите граѓани учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, како и сообраќајната регулатива за променет режим на сообраќајот. Почина 22 годишниот Стојанчо Андонов од сообраќајката кај рампа во која на 2 полни ленти беше прегазен од поранешниот обезбедувач на Груевски Дијан Митровски Урко. Момчето по несреќата беше приклучено на апарати, но не успеа да се избори со сериозните повреди. По речиси 5 дена борба за својот живот, момчето од Скопски Сингелиќ им подлегна на повредите во градската болница. 2 часа откако била констатирана неговата смрт, телото било пренесено во капелата во Бутел. Надлежен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје издаде наредба до Институтот за судска медицина да се изврши обдукција на телото на мотоциклистот од сообраќајката кај Киселавода.
Скопскиот кривичен суд ги одби предлозите на специјалното јавно обвинителство за определување мерки за предпазливост за 3 лица опфатени со предметот тврдина. Судија на претходна постапка при Основниот суд Скопје 1, постапувајќи по предлог на обвинителството за гонење кривични дела, поврзани и кои произлегуваат од незаконското следење на комуникациите за определување мерки за предпазливост против 3 лица опфатени со предметот СЈО, познат како тврдина, во сослушување на лицата во однос на предлогот, донесе решенија со кои го одби предлогот на обвинителството за сите 3 лица, се наведува во денешното соопштение од судот. Против овие решенија дозволено е право на жалба до Кривичниот совет на овој суд во рок од 24 часа по приемот на решенијата, велат од Кривичниот суд. Во Реканскиот крај од утрово се појавија жолти информативни табли со патокази за Дебар, Скудриње, Ростуше, Велибардо, Битуше и Требиште, на кои е впишани бројот на иселени лица од овие места во изминатите 20 години. Ова е дело на герила уметници, кои правеа слични герила акции во Скопје, а е поддржано од програмата Цивика Мобилитас. Според активистите, ова акција е наменета за поддршка на локалните НВО и местните заедници, да им помогне да го дигнат својот глас и да алармираат за овој горлив проблем, иселувањето од Реканскиот крај, кој некогаш бил голем со бројни села, но сега опустени, а луѓе има само во летниот период. Турските власти соопштија дека уапсиле уште 11 војници бегалци за кои се сомневаат дека сакале да го заробат председателот Реджеп Тајип Ердоган за време на обидот за воен удар во земјата. Вице-премиерот Нуман Куртулмус рече дека групата била уапсена во југозападниот град Ула, во близина на одморалиштето Мармарис. Тој вели дека еден војник е се уште на слобода. Повеќе од 20 други војници осомничени за истото дело се веќе во притвор. Ердоган беше на одмор во Мармарис на 15 јули, ноќта кога започна обидот за пуч, но побегна пред хотелот да биде бомбардиран. Ердоган рече дека се спасил да не биде убиен или земен како заложник, со тоа што брзо избегал. По неуспешниот државен удар, илјадници луѓе се приведени и отпуштени од работа. Камион бомба денеска експлодира во близина на хотелот Нордгейт во близина на аеродромот во Кабул, пошто четворица вооружени милитанти почнале престрелка со безбедносните сили. Афганистанските власти не соопштија колку имало жртви во нападот, за кој одговорноста ја презедоа талибанците. Во 2013 година на овој хотел му беше гарантиран дипломатски статус и во него престојуваат представници на приватни странски безбедносни компании. Вооружените напаѓачи кои 2 недели имаа контрола над полициска станица во Ереван, денеска им се предадоа на властите. Во соопштението на Националната служба за безбедност на Ерменија е наведено дека со конзистентна и координирана постапка специјалните сили успеале да ги убедат вооружените опозициски напаѓачи да го спуштат оружјето и да им се предадат на властите. Полициската станица е ослободена, се вели во соопштението. Сириските бунтовници денеска соопштија дека започнале офанзива против владините сили во градот Алепо со цел да го пробијат обрачот околу градските реони под нивна контрола. Сириските владини сили ги опколија бунтовниците во источниот дел на Алепо, каде според податоците на Обединетите нации се наоѓаат околу 300.000 лица, кои се соочуваат со недостиг на храна и основни лекови. 44-годишниот Лук Ајкинс успеа во неговиот неверојатен потват и стана првиот човек во светот што скокнал од 7 километри височина без падобран. Тој раскажува дека оваа идеја пред 7 години му се чинела налудничава, кога истата му била предложена од страна на продуцентите на една холивудска емисија. Испадна дека продуцентите му ја всадиле оваа идеја во глава, па по 7 години тој се одлучил да скокне. Инаку Ајкинс работел како инструктор за падобранство, но и како каскадер во филмови. Последниот филм за кој работел е Iron Man 3. Денес имавме сончево и многу топло време со мала до умерена облачност и со слаб ветер од јужен правец, кој кон крајот на денот ќе се промени во северен. Попладне и во вечерните часови со локална појава на поруен дожд и грмежи. Утринските температури се движеа од 19 до 25, а дневните од 27 до 35 степени. УВ индексот изнесуваше 9.
Утре предпладне не очекува сончево време со умерена облачност. Во пладневните и попладневните часови на повеќе места ќе биде нестабилно со поруен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално ќе има услови за појава на невреме со интензивен поруен дожд, силен ветер и појава на град. Утринските температури ќе се движат од 19 до 23, а дневните од 25 до 31 степен. УВ индексот ќе изнесува 8. Тука ги завршуваме и овие регионални вести. Пријатно!